Власта ги игнорира екологистите. Алармираат дека сликата со аерозагадувањето станува загрижувачка, а надлежните не ги прифаќаат нивните предлози за решавање на проблемот. Иако поднесоа амандмани со кои бараат во буџетот да се одвојат повеќе средства за битката со загадениот воздух, револтирани се што досега не поминал ниту еден. Имаше барање за филтри за домаќинствата, значи оние што не може да го сменат начинот на грејење со мала инвестиција од негде околу, според наша проценка, 100 евра, да додадат филтри на оџаците. Исто така баравме, тоа се одби субвенција од 300 евра за поставување на плински уреди во 10.000 возила. Потоа исто поставување филтри на јавни институции, тој беше одбиен. Додека граѓаните се гушат во отровен воздух, екологистите сметаат дека е недозволиво само 0,49% од средствата на државната каса да се наменат за заштита на животната средина. Активистите од Одва иницијатива долго време апелираат Министерството за животна средина да отвори централна лабораторија во која надлежните инспектори ќе утврдуваат кои загадувачи се најопасни, но и на оваа тема од властите и понатаму молк. Посочуваат и дека од даноците за животна средина секоја година се собираат 10 пати поголеми средства од оние кои се одвоени во буџетот за 2021 година. Тие предупредуваат итно да биде формиран фонд за животна средина, преку кој ќе се обезбеди наменско трошење на овие средства. Исто така баравме, значи за тоа исто посебно ги замоливме ако може да биде изгласан акредитација на централна лабораторија за животна средина во Министерството за животна средина и просторно планирање. Таа е таа лабораторија која се збори 100 години и никако да се стави во функција, бидејќи е потребна за инспекторите од државниот инспекторат кои ќе излезат на терен да направат независни мерења во однос на загадувачите кои ги испитуваат. Дополнителен проблем се и казните за загадувачите за кои власта се пофали дека ќе ги зголемува до 20 пати, но на терен работите се уште се непроменети. Од Сдруженијето бараат конкретни суми за казни наместо најави за зголемување на казните кои во пракса не се спроведени.